Здраво, јас сум Катерина Илиовска, едната половина на Yes for Less, која ќе го води овој подкаст. Откако започнавме со нашата идеја, пред околу 3 години, ја оформивме нашата екозаедница и мрежа на 40 на зелени бизниси, запознавме многу луѓе кои секојдневно не мотивираат со она што го прават. Темите поврзани со заштита на животната средина најчесто се прикажани како црни, темни и кај многумина од нас предизвикуваат анксиозност и страв. Со овој подкаст сакаме да ви ги доближиме токму оние спротивните, инспиративни приказни на личности кои нашле свој уникатен начин да дадат придонес за одржливиот развој во нашата земја. Неизмерно сме благодарни на нашиот главен спонзор Прокредит банка, кој прв го препозна потенцијалот во овој проект и потребата да се зборува повеќе на овие теми. Заедно со нашите други поддржувачи, Саниленс и Пакомак, тие директно придонесуваат за подигнување на еколошката свест кај нас, како и за поттикнување и развој на зелената економија во нашата држава. Кликнете subscribe на нашиот канал за да сте во тек со наредните епизоди. Денес на гости го имаме Димче Ацков, кој не е представник ниту од бизнис, ниту од некоја организација, туку јас би рекла дека тој е представник на природата. Што тоа точно значи, ќе пробаме да ви доловиме во наредниот сат. Димче, здраво. Здраво, живо. Добро Како те си? најдов, супер сум. Благодарам на поканата прво. Вака во град, после колку време си, кога си бил последен пат во Скопје? Не, па доаѓам, не толку често, ама доаѓам, можеби на месец-два доаѓам, дали на минување, дали е вака да снимам нешто, дали на посета, меѓутоа доаѓам и сум позитивно изненаден, дали сега отие пролет, ми беше пријатно во Скопје, имаше зеленило, немаше толку сообраќај и беше добро. Да, мислам дека сега е онака најзелениот Па момент, ја така, да, се да. расцветано, Значи се кај додам, дали раззеленото. тоа привлекувам, дали само тоа приметувам, не знам. Мислам дека има нешто и во тоа, знаеш, тие работи што ти ги чуваш во себе и што ти се битни или ти значат. Или може тие се фокусирам на тоа, ќе Да, видам нешто да, зелено, на тоа се фокусирам, друго не приметувам и затоа може имам таков впечаток. Оти луѓето обично го критикуваат Скопје, Да. а мене баш ми се допадна. Најверојатно и ти со поинакви очи го гледаш. Може би да е тоа, да ете на тоа, нема помислено, да. Дефинитивно. Јас гледав, мислам, практика ми е со сите гости што ги имам покането, гледам кога ни била првата интеракција, затоа што сите гости што ги имавме до сега на подкастот ги знам во живо. Ти си првиот кој го немав запознаено во живо. Меѓутоа, ние те следиме, сигурно некои барем 2 години. Па на Инстаграм се следиме, да. Да, и ве некако следам, се да. осеќам ко да се знаеме. Баш и бевме пред 2 години кај Јана и Фросина на нивата во Старо Нагоричане. Таму видовме на куќичка сладка како Хобит хаус и викаме кој ви ја направи куќичкава? И ни кажаа Димче и бевме као да, секако дека е Димче. Ствари ни кажаа дека ти си единствениот човек во Македонија кој знае да гради со природна градба. Па за сега да, меѓутоа јас организирам работилници кај што се трудам да ги научам луѓето да градат со земја. Затоа што е здраво, затоа што е здрава физичка работа да градиш, значи Да. се оди плюс во таа градба. Меѓутоа ние имаме традиција на градба со земја. Нашите предци граделе со земја од секогаш. Да. Па знам куќата Секогаш. на баба ми и дедо ми, кога одиш се тресе цел пот затоа што е трски Да, и добро, кали. да. Нели кога фасадите се одронуваат, ги гледаш трските. Да, порано сами Така си ги било. правеле куќите, знаеле, секој знаел како да си направи куќа, немало потреба од инвестирање огромни средства. Да. Сами си ги правеле куќите. Јас за тоа почнав да се учам сам и сега и други учам. Ќе ни раскажеш. Ја те поканете сте да дојдете и кај мене да Да, видите летово куќата. ни е во план, па ќе може да ја снимеме и твојата куќа. Сега, зошто те викнавме на подкастот, ние, мислам, една од целите на подкастот ние да правиме интервјуа со
односно инспиративни луѓе што направиле нешто или нашле свој уникатен начин да придонесат за заштита на животната средина или за промовирање на тој еколошки живот. Исто така, како што и нашето име кажува Yes for Less, јас и Сара некако од пред неколку години почнавме повеќе да се стремиме кон минимализам и мислиме дека ти си еден од најдобрите примери за како може да се живее со помалку. Тоа беше една од главните мотивации и нели секако затоа што представуваш еден уникатен пример на како може да се живее поинаку. Па еве за почеток јас би те прашала за оние што прв пат те гледаат, немаат слушнато за тебе, како би се представил, што би кажал за себе си? Па не знам, за себе би кажал дека сум човек кој се заседнал во природа или кратко речено селанец. Можам да кажам дека сум селанец затоа што терминот селанец исто така сатанизиран малку. А се претпоставува дека нешто негативно, меѓутоа селанец значело човек кој што се заседнал во природа, кој што престојува во природа, кој што се поврзал со природата. И јас токму така се кажувам, да. Може би ни трема нов термин природец или може природец, да, ете супер термин, да, баш убаво, да. Да, затоа што ти всушност не живееш во село, туку надвор од кое е најблиското село? Па јас живеам на мојата дедовина. Јас се вратив на мојата дедовина и таму се населив, си направив кукичка. Што значи дедовина? Па тоа значи место кај што живееле твоите предци. Уназад неколку генерации и на некој начин тоа место ја знае твојата енергија. Тоа е малце чудно луѓето да го сватат, меѓутоа кога ќе отидете на дедовината, ќе знаете што изборувам. Ја на пример на мојата дедовина не се изморувам. Имам повеќе енергија отколку на друго место кога сум. Да, имам слушано за оваа тема и баш Ма човек треба да го осети тоа, не може да се долови, значи. Да, дефинитивно и мене ми се случува, нели јас моментално живеам во Шпанија и кога се враќам тука не знам, има нешто. Знаеш, не се осеќаш исто, колку и... Те знае земјата, едноставно сонцето те знае земјата, те знае енергијата, се поврзува со тебе, едноставно се осеќаш поенергичен. Да, имаш право тука. Колку си оддалечен од градот, односно од Велес? Па не сум многу оддалечен, можеби 10 километри сум од Велес, покрај река сум, во близина на селото Долно Оризари сум, на патот на ке Богомила. Така, значи немам многу комши, тоа само можам да кажам за местото, иначе местото е како секој друго место во Македонија. Да, природно. И сега за оние што не знаат како изгледа твојата куќа, бидејќи нема да приложиме слики во ова видео, може потоа да ставиме на социјалните медиуми кога ќе дојдеме. Еве да им визуализираме малце како би ја опишал твојата куќа, односно местото во кое живееш, како изгледа. Па би опишал место кое што е оставено на природата, значи јас на моето место не косам, не сечам, не правам ништо, тука оставам природата да си живее како што си е. Така би го опишал местото како природно, како диво, а куќата би опишал како невообичаена, затоа што е округла и направена во форма на купола. Добив инспирацијата од Хобит куќите, може да се каже, од филмовите. Да, јас прво може така би ја опишал, да, како Хобит куќа, да. Или куќа која што не одскокнува од природата, која што се вклопува во природата. Затоа што благи се линиите на куќата и кога ја погледнеш не одскокнува, затоа што во природата нема ништо со раб. Се е благо, се е складно. Се е неправилни форми. Се е складно некако и така и мојата куќа, така би опишал како складна куќа во природата, направена ми од земја. Тоа е убаво се каже. Значи материјали што се најдени во околината. Во околината, да. Јас имав земја, со земја ја направив. Многу едноставно и многу убаво, да. Земјата е магичен материјал, да. А од каде го доби знаењето за природна градба? Односно ти живееше, не знам сега до која година во Велес и потоа реши да ја направиш оваа промена. Каква беше транзицијата на промената? Сигурно, мислам, дали знаеш од претходно како да градиш? Не знаев од претходно, ништо не знаев од претходно. За жал, ние сме сега генерации кои што сме одсечени од тоа знаење. Пример, нашите родители добивале некој знаење од нивните родители, а ние сега немаме од кој да добиваме знаење. Нашите баби и дедовци си отидоа, не ни пренесоа многу. Има некој прекин во тоа знаење и ние не знаеме да се произведеме храна, не знаеме да си направиме живеалиште, а тоа е нешто најосновно. Тоа е нешто најосновно што треба секој човек да го знае, затоа што живееме во такво време.
Да. Потребно ни е знаење. Знаењето е моќ. Јас, например, не се плашам кога имам знаење. Немам страв, имам знаење, си направам храна, имам знаење, си направам куќа. Да. И немам Да, страв. некако кога си оспособен со тие, да речам, базични вештини, дури да има некоја криза или нешто, ти знаеш дека со основното си обезбеден. И со тоа немаш страв за екзистенцијата. Луѓето се соочуваат со тој екзистенционален страв. Ги страв. Ако биде во, ако биде но, ако знаеш се сам да си направиш, ќе го немаш тој страв. Ќе бидеш растеретен едноставно. А тоа е убав начин да обстојуваш, да живееш без страв. Значи ти си ја одгледуваш сета храна што ја конзумираш? Па не сета, уште не сум до тој степен, затоа што сепак нешто ќе присакаш, ќе си купиш. Меѓутоа, голем дел од мојата храна сам си ја произведувам. Поголем дел можам и да екзистирам само од мојата храна, да. А како функционира куќата во однос на струја, вода, од каде пиеш вода, каде се бањаш? Такви ме интересираат. Па вода имам практично. сопствена, имам бунар мој, имам и река во близина, се бањам во реката, вода користам од бунарот, имав некој период соларни панели, сам си произведував струја. Сега повеќе немаш? Имам соларни панели, ама не ми се приклучени моментално нешто со батериите, имам проблем. Значи кога ќе се стемни, се стишува се и... Се стишува. Па види, кога си надвор цел ден не ти е ни толку важно, одиш едноставно во куќата да спиеш. Затоа и ваа генерација и ваа цивилизација многу внимание посветува на куќите, затоа што таму живее цело време, не се изморува. А ти кога живееш во природа, ти си изморен, тебе не ти е толку важно дали има струја, каква ти е куќата, ти одиш таму наменски да спиеш. Да. Легнуваш и спиеш во куќата кога одиш. А каде готвиш, например, надвор? Готвам надвор, да. Дали на оган, дали на плин, имам плински шпоред. Кога сум покрај реката си готвам на оган, кога сум покрај куќата на плин значи, и така. Нема фиксно место, него зависи од временските услови, Да, па претпоставувам. користам најчесто огин за да си направам чај и такви работи, пијалоци. Храната ми е најголем процент жива храна. Тоа си конзумирам и немам толку потреба за готвење. И сега мислам дека многу луѓе би прашале, не знам, како добиваш енергија само од жива храна, исто така знам дека не јадеш месо. Да. Па како функционираш во однос на енергијата, затоа што ти голем дел од денот го поминуваш надвор, работиш и за некои луѓе кога ќе си замислат така, нели, дека нема да седат 8 сати, изгледа како да треба многу енергија. Па види, енергија највеќе се добива од живата храна. Например, кои животни имаат највеќе енергија? Коњот има највеќе енергија. А лавот, например, тигарот, кога го брка пленот, трча 100 метра и запира. Нема веќе сила, антилопата продолжува трча уште километри. И веќе тој мит падна во вода дека енергијата иде од животинските производи. Обратно е, енергијата доаѓа од живите производи, од растенијата, од билките. Например, месо кога јадеш или некоја животинска храна, тебе на телото му треба време да обработи. Ти се изморуваш од таа храна. Да. Многу е тешка и тебе ти треба 1 сат, 2 да одмориш од таа храна за да можеш да работиш. Јас сега имам повеќе енергија од кога се хранев со тие животински производи. Да. Исто ми се случи и мене, јас откако се преселив некако, кога почнав уствари сама да си купувам храна, некако престанав месо да купувам затоа што чудно ми беше јас да го готвам, нели, претходно моите ми го готвеле и кога не го гледаш живо, нели, окей ти е. Да. Ама кога ќе го фатиш живо, некако поинакво е чувството. Да, па тоа е теорија на заговор веќе дека месото дава енергија и дека дава било што. Тоа веќе преминува во теорија некоја, тоа во реалноста нема никаква подкрепа. За жал. Меѓутоа луѓето тешко менуваат навики. Да. И мислам дека јадат месо само од навики, иначе веќе се е јасно дека нема енергија во месото, ти изморува. Да. А како изгледа еден твој ден? Еве, може да ни опишеш кога стануваш на сабајле, што правиш прво? Дали имаш некоја рутина или секој ден стануваш и гледаш што ќе донесе? Па немам рутина, дека што кажа, гледам што ќе донесе денот, значи немам план фиксен, немам некои фиксни обврски, животот ми е слободен. Зависи, во последно време снимам нешто за YouTube, па може да станам ако треба да патувам, станувам и одам некаде патувам. Кога сум во еко селото, денот ми е
станувам, пијам нешто чај, какао покрај реката и гледам што треба денот да се направи, како ќе тргне на некој начин. Значи не правам план, туку го пуштам да си тече денот и затоа секој ден ми е различен. Може денеска да работам во бавчата, може да шетам по околниот рид, може едноставно да си седам покрај реката. Сите опции ми се тука. Како ќе тргне денот, така немам рутина. А нели ти треба планирање, затоа што еве модерниот човек, да речеме, многу е фокусиран кон тоа планирање, не знам, сега треба да одам да купам, па да готвам, па добро, сега работата нели доаѓа измеѓу, меѓутоа еве ти пример стануваш и сваќаш дека не знам, ти се јаде нешто и сега треба да одиш во Велес или не знам од каде купуваш тоа што ти фали, или имаш некој Па се трудам најчесто да имам залихи на храна, ако зборуваме за храна конкретно, се трудам да имам залиха на храна секогаш. За тој дел од животот да отргнам настрана, значи не може цел живот да не биде фокус на храна. Јас си правам залихи, например, сега кога имам овоше, сушам овоше за цела година да имам натаму. Собирам орашести плодови, правам сладка, правам било што и си ги складирам. Да, значи како што прават во село се уште многу луѓе прават зимница. Па да. За да си има. Меѓутоа ако треба ќе одам и до град, да. Се радувам и на тоа, ќе испешечам до градот, па ќе видам нешто друго. Да. И тоа е убаво. А дали имаш монотони денови? Еве мислам многу луѓе кои ќе помислат нели на таков живот во природа, може би им изгледа монотоно или па мислам дека и луѓето во градот некако се плашат многу од монотонија, нели дека одиш на работа, доаѓаш, не знам, седиш пред телевизор или може би одиш на вежбање, меѓутоа претежно истото, освен ако ти негде не се помрднеш или не знам отидеш на планина или на некоја забава, многу луѓе бараат, односно ги убива монотонијата. И сега во твојот случај ти нели си во истото место претежно, па што ти дава разновидност во денот? Па види, во град кога живееш, например, ти минеш покрај зградата, и зградата е иста секој ден. А јас, например, минам покрај дрво, денеска дрвото е расцветено. Утре летаат тие цветови, после лисијата пожолтуваат, значи секој ден природата е различна. А во природата нема монотонија. Секој ден е различно, изникнало ново цвеќе, нови бои, нови птици, реката е секој ден различна. Значи нема монотонија во природата. Секој ден различно гледам. Нови цвеќиња, дрвото е различно, се е различно. Природата ти нуди, никогаш не е иста. Не можеш два пати иста природа да видиш. Два пати иста природа не можеш да видиш, а во градот е монотонно и секој ден таа е зградата. Тоа е патот. Да. Не може ништо да се смени. Да, предпоставам и дури нели годишните времиња се менуваат и пак пример ден сега зградата пролет, пак е иста, дрвото е различно. Да, доаѓа пролет, меѓутоа една пролет со друга не е иста. Некогаш ќе биде потопло, некогаш поладно, па различно ќе расцвета. Сега на пример дува ветар и ги има едни белки што се на тополите и се создава како снег. Значи имаш во пролет снег. Тоа е многу уникатно да го видиш. Да. Баш вчера испаѓаш надвор и снег гледаш, а топло е, да. Парк и тоа го видов. Онака чудно беше, како се е бело на тревникот. Да. Ма има некои градови кај што, ете, мислам, јас во Барселона живеам, има многу малку површини на трева. Значи ти не може работи што ги гледаш во природа, таму си воопшто одсечен од тие работи. Гледаш дрва, меѓутоа нели, природата е многу повеќе од дрва. Да, многу нуди природата. Секој ден нуди нешто различно. Пример, сега пред некој време тоа го снимав, видов лист закачен на пајакова мрежа над реката и како дува ветерот, он си игра. А ти не го гледаш конецот, гледаш само ветерот како го движи листот. Тоа е многу магично да го видиш. Тоа е само еден мал пример што може да видиш во еден ден. Дали ти текнува вака на некој друг пример, нешто што си видел необично во природата и ти оставило поголем впечаток? Па не знам, секој ден е различно во природата. Пример, изгре сонцето, зајди сонцето, секогаш се различни. Они ми оставаат најголем впечаток, секој ден се различни. Тие ми оставаат впечаток кога заоѓа сонцето и кога изгрева. Највеќе. Иначе има и многу примери, не ми текнуваат, само тоа има, да. Да, не, мислам дека секогаш нуди нешто природата, она е како некој шоумен, те забавува цело време. Цело време нешто ти приредува. А дали мислиш дека треба да се помине многу време во природа, еве како ти што поминуваш секој ден, за да ги забележиш тие работи? Треба.
Значи, види, нашето око е навикнато да гледа, например, само нешто цврсти работи. Многу од работите е слепо, не може да ги види. Мгм. Тоа, например, кога дошле шпанците ете прв пат во Јужна Америка, домороците не ги гледале бродовите на шпанците, затоа што никогаш немале видено брод. И тој што бил нивниот свештеник и викал има нешто во морето. Он викал нема ништо. Дури кога се симнале луѓето на чамците, они почнале нивното око да ги перцепира. Мгм. Разбираш тој пример како, значи нашето око не е навикнато да ги гледа некои работи. Мгм. И невидливи се многу работи во природата за луѓето. Кога ќе поминеш некој време ти открива се нови Да. работи, нови цвеќиња. Да, мислам дека има многу детали и ако си ако имаш љубопитност во себе и желба, може да видиш многу работи. Јас пример не знам, затоа што ми се допаѓа фотографија и Да. знаеш која сега ќе тргнам да сликам цвеќе и кој ќе го видиш зумирано, гледаш, не знам, има некои Да. точки, некои бои што вака кога ќе поминеш, не ги гледаш, ти изгледа плаво цвеќе или црвено цвеќе, Да. ама треба да се загледаш некако и што викаш да ти се Не ги приметуваме, навикне нашето окото. око не е навикнато. Ја имам седнал со една пријателка вака еден спроти друг на карпи. И имаме разговарано и едно време двајцата се вртиме и гледаме до пријателката седи едно плаво цвеќе. Прв пат го имам видено преубаво. И додека она него посочи цвеќето, ние не го гледав. Она вака рече сврти и кле колку убаво цвеќето, тогаш го видов, беше преубаво. Она беше седната баш у цвеќето, внатре немаше приметен. Многу чуден момент и тоа сватив дека ние не приметуваме баш се. Да. А како мислиш дека се изгубила таа способност за приметување на овие природни убавини? Па мислам брзиот начин на живот. Цело време некаде брзаме, например, ти ако застанеш некаде и да погледнеш наоколу и ние тука ќе најдеме сега да погледнеме некаде убави работи. Меѓутоа цело време ако одиш само, ако брзаш, ништо немаш да видиш. Луѓето веќе не го ценат тоа да запрат и да разгледаат. Да. Дури во град застани и ќе видиш многу убави работи. Да. Да, се согласувам и мислам дека тоа што те учи природата е исто да бидеш многу трпелив, затоа што како што кажа и со годишните времиња, нели, некој, мислам, може да се случи цвеќево да е затворено, па утре кога ќе се разбудиш да е Да, отворено, меѓутоа многу од промените не се случуваат преку ноќ и некако Да. те тера да бидеш трпелив за да ги видиш убавите. Да те учи на промени, работи. дека промените се добри. И тоа те учи да не очајуваш нешто ако се случи. Мгм. Пак ќе дојде пролет, пак ќе има сонце и тие работи. Да. И сега сакав да позборуваме за твојата мотивација за ова промена. Ти претходно живееше во Велес. Што беше мотивацијата да направиш толку екстремен скок? Значи за многу луѓе е незамисливо од град да се преселиш. Ајде во село окей, ама во нели баш во природа каде што немаш луѓе околу себе на дневно ниво. Немаш, мислам, не си нели измеѓу куќи, згради и слично. Како започна, што те копкаше? Па мене започна со тој успех, значи ние во градот цело време се мотивирани од успех. И цело време ти викаат напредуј за да осети среќа. За да бидеш посреќен ти викаат треба да станеш шеф, треба да станеш директор, треба да купиш воа. И јас кога напредував на таа хиерархија во градот, кога стасав до некој ниво, ја видов дека па се осеќам исто. Викам воа која е поентата на воа да го бркам, кога па се осеќам исто. Се осеќав исто како работник, исто како директор. Само имаш повеќе пари, на некој начин си позафатен само, ништо повеќе. И тука почна моето истражување, потрага кон среќата. Се видов во огледало и викам јас среќен ли сум, нели сум среќен. Треба да бидам среќен затоа што имам кола, работа, пари, ама лицето, фацата, викам не е Не баш ми е среќна среќна. фаца, ако бидам искрен со себе. Тоа сам со себе си разговарам. Кога се погледно, викам треба да бидам среќен, ама ја не сум среќен, да ја не се лажам. Дај да видам што има друго, да истражувам и така почнам да истражувам. Колку време беше со оваа мисла, затоа што мислам дека многу луѓе Долго се имаат измачував со таа мисла, тоа се овие мисли, години. меѓутоа никогаш не доаѓаат до моментот да сменат нешто. Едноставно прифаќаат дека нели, многу луѓе, тоест најголемиот дел од луѓето, барем, мислам, не можам сега да зборувам за сите земји во Латинска Америка, има се уште Да, што живеат така. да, племиња, да речеме, меѓутоа еве кај нас или во Европа повеќе се луѓето во цивилизација, развиена цивилизација. Па колку долго беше со овие мисли? Па долго, кога ќе размислам од секоја сум бил со тие мисли.
Меѓутоа се лаже сами од себе си, кажеш добро е, не е така, среќен си. Знаеш, се лаже сами од себе си, едноставно создаваш механизам во кој што ти сами од себе си се тераш да бидеш таму кај што се сите. Сами од ако размислам, од секоја сум бил со тие мисли. Од секогаш. Само како сум ги дете кога си потиснувал, бил? да, како дете. Па од дете секогаш сум сакал да бидам надвор. Не ми било логично зошто седиме ние во клупа. Да. Зошто кога треба да развиваме моторика? А ние седиме, кога треба да ги развиваме мускулите, ние ги атрофираме, седиме. Од тогаш ми беше нејасно мен. Ти имаш пораснато во Велес? Да, јас живеам во Велес, да. Јас сум баш типично градско дете, оно што се вика, по тие мерила и многу успешно градско дете, ако ги земеш тие мерила на, не знам, Да, дека си што се се мери, вработил и... да, присутност по јавни места, познанства, сите тие работи. Да. Меѓутоа сватив дека мора да има и нешто друго во животот, да истражиш. Не е само тоа. Да. Да. Како гледаш на денешното образование? Затоа што рече дека мислиш дека децата треба да се движат повеќе. Непотребно е денешното образование затоа што во реалноста не те учи ништо. Значи, после завршување на школа ти зашто си оспособен само да работиш во системот. Ништо друго не си оспособен. Имаш само една можност, додека постои системот ти да работиш во него. Меѓутоа ако не постои системот ти не си способен да преживееш. Значи, овој систем школството го има подесено за да создава луѓе кои што ќе работат само за него и во него. Не учи занает, не учи практични работи. Да. Не те учи на ништо, не те учи ни на собствено размислување. А сакаш нешто да кажеш, ти викаат кјути. Да. Слушај, кјути слушај, кјути слушај. Да, критичкото размислување не се посветува доволно внимание и затоа после ете кога ќе се појави некој со активистичко движење или различен став се гледа како леле овој чудниов, а тој Чуден. само изразил нешто што го револтира во секојдневниот живот, што треба да е сосема нормална. Да, работа. по образованието треба да се смени. Овој тип на образование е направен така за луѓето да седат како што работат во фабриките, например. Ги спремале луѓето за во фабрики, затоа седале така на клупи. Ги спремале оставно за тоа што им треба, меѓутоа сега се смени времето. И овој систем на образование веќе е излишен. Непотребен, треба да се учат реални вештини, например како да се произведе храна и како да се произведе собствено живеалиште. Како ти научи да произведуваш собствена храна? Исто така тоа е, да речам, голем процес, нели, секој овош или зеленчук има период кога се сади, па треба да го... Да. Буквално е кога да гледаш дете, само што го гледаш многу помалце време. Ето сега е лесно, има интернет. Сега е лесно. Има интернет, се уште има живи стари луѓе кои што можеш да ги прашаш за совет. Има луѓе, кај нас ние сме сепак земјоделска земја. До 60-тите години сме живееле од земјоделие. Па да, нашите баби и дедовци. Нашите баби и дедовци, да. Повеќето биле земјоделци. Ние сега имаме овош и зеленчук од увоз. Не увезуваме сега овош и зеленчук. Да. Некогаш се сме произведувале сами. Например, Холандија има 10 пати помалку обработлива земја, а има, мислам, 30 пати поголем извоз на храна од Македонија. Не замислиш колку е малце застапено тоа кај нас. Да. Да, тоа е баш тажно затоа што што го имаме како вредност, нели, имаме сонце, имаме добри Да, има временски плодна услови, земја, плодна да, преубава земја имаме. а не се искористува. И јас така учев од интернет и од совети од луѓе. Едноставно ќе си пробаш. Ќе си пробаш, ќе видиш што ќе ти успее, што нема, сам ќе се научиш. Многу е лесно сега со удобен интернет. Да. Да видиш како се Пак сади. се враќаме на трпеливоста затоа што не е дека денес го садиш и за 3 дена ќе никне. Ти може да го посадиш и оваа година ништо да не ти никне. Може, ако има мраз да ти го уништи Да, поседот, ти го може уништи. не време ако има да ти го уништи. Зависиш од природата, но ти учи и на скромност. Сваќаш дека сепак ние зависиме од природата. И почињеш повеќе да ја цениш и почињеш повеќе да ја чуваш природата. Затоа и луѓето сега толку не обраќаат внимание на природата. Они не сваќаат дека цела храна ни е нас од природата. Например, во маркетите не се произведува храна, нема бавчи зад маркетите. Они едноставно ја земаат храната од природата. А луѓето тоа сега не го сваќаат и затоа ни толку не ни почитуваат природата. Е природа, викаат. Второстепена, третостепена е. Да. Да, тоа некако испаѓа дека седур нема криза некаква, за да видиш од чекај сега од нема храна затоа што не знам, денес не падна дожд годинава и тогаш тек ќе сватиш, ама малце е тажно што треба да дојдат некои екстремни моменти или случки
за да се По луѓето освестиме. така се научија со лоши примери да се освестуваат. Да. Луѓето сега да. се освестија кога ги затворија дома за ковид и кога немаше храна по маркетите. Кога видоа дека може реално да снема храна и кога може реално бидат затворени. Мгм. И тогаш сватија дека треба да ценат слободата и да... За жал, тој е ментален склоп на луѓето, моментално учат од лоши примери. Мгм. Како ти гледаш на модерниот живот? Еве да речем за Македонија да ја земеме во пример, како живее типичниот човек? Не знам, како Па не, јас знам, не ќе да видам Како е многу твоето критичен, видно? едноставно не знам како живее јас обичниот човек, а знам од тоа што го кажуваат они, од тоа што се представуваат по социјалните медиуми. Мгм. Од тоа можам да извлечам заклучок дека не се среќни едноставно. Дека не живеат свесно и дека не се среќни, дека треба повеќе да почитуваат природата кај што живеат. И да сватат дека како што си чистат дома, како што гледаат дома, така треба да гледаат и природата. Мгм. Тоа имам сватано, само дека луѓето не се многу свесни за природата, мислат дека не е нивна. Да, Пример, мислам дома дека не е чисти, нивниот А во дом. природата и Да. тоа е твое, значи тревникот е твој, дрвото е твое. Не е само собата твоја и станот. И тоа треба да го сватат луѓето. Да. Дали мислиш дека луѓето што живеат во град не може да бидат среќни или има различни типови на среќа? Па не знам дали треба да ги прашаме да кажат дали се Да. среќни и да бидат искрени. Види луѓето секогаш ќе ги прашаш како е, добро е. Добро е, да. Да. А седни со него напред подлабок муавет ќе сватиш дека има 500 проблеми, па не е толку добро да се. Што за тебе представува среќата? Среќата, Како би ја дефинирал? Еве. среќата ја поврзувам со слободата. Да можам, на пример, денес ќе да станам да дојдам Скопје на подкаст. Мгм. Да можам денеска да се спакувам во еден куфарот и толку имам работи и да отпатувам некаде. Тоа е за мене среќата, значи слобода на движење, да имам неограничена и да бидам независен, да не Мгм. зависам од никој. Да. Тоа е за мене среќа, за мене лично. Да. Сега кога спомна, нели, да не зависиш од никој, сакав да отвориме една тема за колку ни е потребно да бидеме со други луѓе, затоа што нели порано луѓето живееле во природа, меѓутоа живееле во заедница. И секој си имал некоја улога, нели си помагале меѓу себе. Па за почеток да те прашам дали се идентификуваш како интроверт, екстроверт или нешто измеѓу? Леле, не знам што значи тоа, ама не знам, ама не се идентификувам на тој начин. Прашањето е дали ти треба човечка интеракција Да, сваќам. во една недела, да речеме, уствари интроверт и екстроверт пример, интровертите не им треба толку човечка интеракција, не сакаат повеќе да си се со себе, во ситуации со многу гужва не се осеќаат нешто да се свои, а екстровертите имаат енергија што треба да речам да ја споделат со други луѓе. Затоа што ти може да имаш енергија, меѓутоа во природа си сам да ти е доволно да ја испуштиш таа енергија, ама некои други луѓе им треба интеракција со други луѓе. И сега бидејќи ти живееш сам, како мене ме интересира. Тоа го имам спомнато да сега. Ја последен момент на осаменост сум почувствувал, тоа го памтам како денеска пред 16 години во кафич со цело моје друштво, 30 луѓе. Тој последен момент ми е кога го паметам дека сум се осеќал осамен. Че со луѓе околу мене, сите во своите глави, никој не гледа никого. Тоа е за мене последен момент кога сум се почувствувал осамен. А сум бил во природа и со недели сам, не сум се почувствувал осамен. Едноставно не сум се почувствувал и на некој начин забораваш дека постои тоа чувство. Ако некој не те потсети. Ако не те праша, не се чувствуваш ли осамено и сега мислиш што е тоа, не ти е познато веќе тоа чувство, затоа што си цело време обкружен со живот. Значи имаш бубачки, имаш птици, имаш река, имаш дрвја, имаш многу енергија, многу живот и забораваш на таа осаменост, на тоа чувство. Не знаеш дека постои сосем обратно од тоа што мислат луѓето. А не ли ти беше чудно кога те се пресели од град, нели таму си обкружен со многу луѓе, случувања и слично и сега доаѓаш, тоест дали ти рече од денес сега ќе одам да живеам во природа и утре таму отиде и веќе спиеше сам под некое дрво или беше
постепена Не, промена. имав период на истражување, значи треба да се истражи прво, да се видат луѓе што живеат на тој начин, да се посетат, да се разговара со нив, а сепак е шок за човекот да направи таква драстична промена на средината. Јас направив затоа што, кој што кажав, цел живот тоа ме влечеше, цел живот размислував за тоа и цел живот имав некои вештини веќе основни, разработено планирав, спортував, сите тие работи, меѓутоа луѓето треба прво да посетат луѓе што живеат така. Да видат како е, да не се впуштаат директно во тоа. Оставам се, утре одам да живеам во природи, што? Само ќе се разочараш на некој начин, затоа што не си спремен. Треба малце да си дадат простор. А каде ти го правеше тоа истражување? Јас истражував, патував по комуни, по луѓе што живеат на самоодржливо, истражував од нашите предци како живееле. Тоа беше некој процес од 2-3 години за мене. Сепак живее во природа, меѓутоа патував, посетував комуни, одев во природа, па ќе отидам на друго место. Имав некој период на истражување, да. А дали знаеш за други луѓе во Македонија како тебе, така што живеат во дивината, да речеме? Па за жал не знам многу примери. Слушам од време на време за некои луѓе, со некои ќе остварам контакт, меѓутоа не знам многу луѓе што живеат вака. Имаме некои собири кај што доаѓаат луѓе што живеат во природа, меѓутоа не сум остварил поблизо контакти, не знам точно како живеат. Мислам дека нема многу за жал. И мислам дека ќе се свртат луѓето и нека и природата. Ќе им текне на сите кај имаат земја од дедовина, од такви работи. Мислам дека ќе им текне. Почнува некако тој момент. Мислам дека и после короната нели многу луѓе што имаат викендици или некоја куќа од баба, дедо на село. Да, им текна, да. Почнаа некако да се враќаат секој викенд и тоа си остана и после короната. Мило ме и мене за тој процес, меѓутоа луѓето треба да се научат дека природата не е град, не треба да го носат градот во природа. А имам видено многу такви примери, идат луѓето во природа и го носи градот таму, значи остави го. Што значи тоа го носи градот? Претерана бетонизација, претерано модернизирање, непочитување на природата, сечење, например, сечеш цела шума околу тебе, косење, непотребно, сите тие работи. Сепак треба некој баланс да се одржи, да не ја нарушиме природата, затоа што и градовите некогаш биле природа. Нема потреба истото да го правиме на остатокот од природата кој веќе го имаме. Ако сакаш ти бетон, ако сакаш модернизација така наречена, имаш такво место веќе. Не гледам логика, и го имаш местото, седи си таму. Многу едноставно е тоа. А нели мислиш дека може да се постигне некој баланс? Например, да го извлечеме најдоброто од градот и најдоброто од природата? Па може, ја тоа го посакувам. Тоа го посакувам кај луѓето, меѓутоа тоа се случи, треба човекот прво сам да се развие до некој степен. Треба си ја развие свеста малку за да дојде до тој степен. Чи треба прво да поработи на свеста, да не оди одма во природата и да бетонизира се. Од каде започнува таа свест? Сигурно имаш зборувано со многу луѓе, можеби што не живеат исто како тебе, ама слично како тебе. Мислам, и јас би рекла дека сум една со нив затоа што од нив затоа што размислувам многу на овие теми, меѓутоа дали имаш вака согледано нешто за луѓето што размислуваат можеби на таков стил на живот? Од каде им светнало дека чекај, можеби ова не е тоа што Под мислата, од самата мисла, треба луѓето да си ги насочуваат мислите на тоа, да пробат да сватат природата, дека она е совршена, нема потреба ние ништо менуваме. Например, ние сакаме природата да наместиме како нашто ни одговара, меѓутоа треба да се остави едноставно, она си има своите, она си е совршена. Ние сме тие што не сме совршени. Например, ако ги снема бубачките, нели ќе исчезне светот. Ако ги снема мравките, ќе исчезне цело зеленило. Нас ако не снема, се ќе напредува. Тоа треба да го сватиме, дека ние треба да се прилагодиме. Да, затоа што ние сме дел од природата, меѓутоа не сме есенцијални. А човекот треба од себе да си почне, од своето размислување. Да почне инаку да гледа природата. Јас мислам дека исто многу битно е да се поминува време во природа, значи дури не знам, еднаш на 3 месеци да отидеш негде во природа на планинарење. Мислам, за мене случајот беше почнав со планинарење поинтензивно и не знам, некако гледаш дека забележуваш работи што во секојдневниот живот не ги забележуваш и некако таму
поаѓа тоа и некој мир и баш убаво овде, знаеш, кој, ама некако после пак кога ќе се вратиш во градот, многу лесно се заборава тоа чувство. Мора повеќе да одиш за да се присеќаш на тоа чувство. Треба и да се присилуваш. Да. Например, седиш дома сега, врне и викаш, леле, кај ќе одам? Не ми се испаѓа надвор. Меѓутоа, ако се присилиш, испанеш надвор, видиш колку убаво, ќе кажеш, леле, колку бил убаво. Да. И одма ќе смениш мислење. Значи, мислам дека треба да се присилуваш да одиш во природа, за жал. Да. Тоа не ни е веќе природен инстинкт. Не дојдеш до степен кај што тоа ти треба и ги сваќаш бенефитите, не само ти да се присилуваш или за ништо, ти мора прво да видиш. Ти треба да се присилиш само да станеш и да испаднеш, после ќе уживаш. Да. После ќе ти биде супер. Да. После ќе видиш цела таа убавина, ти веќе Па исто ќе бидеш возбуден и восхитен. Мене за планинарење, пример, тоа е тоа што ме мотивира, затоа што јас не сум пример човек што сака да станува рано, не знам. Можеби тоа е мит и може да се смени, меѓутоа некако навечер сум повеќе активна, ама за планинарење во 5 кога треба да станам, одма станувам затоа што знам што ме чека во текот на денот. Ама тоа си го добила од кога веќе си била некој пати на планинарење. Значи првиот момент добила некаква награда и знам што те чека, дека те чека убавина, те чека мир, те чека енергија. Иако не знаеш каква е убавина, затоа што убавината секогаш е различна, ама знаеш дека ете генерално е тоа. Спомна исто така дека си посетувал комуни во периодот кога си истражувал. Да. Има во Македонија комуни или во други земји? Па нема во Македонија комуни, меѓутоа во околината има, во соседните земји има комуни и ги посетував на моето истражување што има друго на светов, освен таа работа, таа рутина работа дома, прво што дознав беа комуни, луѓе што живеат заедно на малце подруг начин. Кој каков е тој подруг начин? Па тие живеат заедно, сретнав најразлични комуни. Луѓе што се посветени на забава, луѓе што се посветени на одледување храна, луѓе што се посветени на музика. И има секакви комуни. Луѓето се собираат на некоја заедничка основа. Да. Дали природа, дали музика, дали забава. Меѓутоа јас не се пронајдов во тие комуни. Продолжив да истражувам понатаму. Зошто не се пронајде? Затоа што се многу луѓе на едно место. После некој време кога живееш ти со многу луѓе почињаат да ти сметаат, едноставно ги приметуваш некои работи кај нив, да. И треба да ти бидат или погодени сите луѓе или да се држи некоја дистанца и дојдов до заклучок дека најубаво е луѓе да живеат во непосредна близина, ама не заедно. И од таму ми дојде идејата за еколошко село. Например, јас живеам тука, на 200-300 метра живееш ти, на 200-300 метра живее друг. Имаме некој заеднички простор кој што се собираме и тоа е тоа. Мислам дека тоа е најубавото нешто што може да функционира. Да. Еве како гледаш на животот во заедница, затоа што мислам дека многу луѓе, барем мене вака јас, затоа што имам размислувано да се преселам во село и дури во село каде што има други луѓе, некако ме фаќа страф. Леле сега, знаеш, денес ми се прави муабет со некој и ќе немам со кој да правам муабет. Пример, ти нели имаш желба, не знам, еве да му кажеш на некој како ти поминал денот, едноставно некојаш само толку ти треба. Знаеш, таа човечка интеракција мене ми е, мислам, дури иако јас не би одела сама, пример, би одела со партнерот, ама и тогаш некако ме фаќа страф затоа што не знам, сакам да поминувам време со луѓе што ми се драги. Да, ама знаеш како сите некако си го идеализираме и замислуваме тој живот во село или во природа. Меѓутоа за секој е различно и секој ќе знае тогаш кога ќе отиде да живее. Значи може да не ти треба тоа чувство, не ти се јави. Да. Може да не ти текне на тоа, да го заборавиш и да речеш, чекај, јас со никој немам зборувано толку време. Не можеш да знаеш. Ке секој индивидуално тоа искуство. И мора човек прво да оди да живее. Значи, ние многу се фокусираме на таа замисла, на таа фантазија, на тој сон. Како ќе биде. Меѓутоа може да биде сосема различно. И во позитивна, и во негативна. Може да ти биде многу негативно искуство. Ти си го идеализирала, го замислуваш преубаво животот на село, нели, романтично се. Меѓутоа, ако киспаш, ќе видиш кал до коленици, да речеш, чекај, не е за мене и обратно. Може да се фасцинираш. Да речеш, леле, ова е уште поубаво, слобода, мир. И затоа човек мора да го искуси. Ние сме битие кои што искусуваме. Не можеме да го замислиме само. Затоа треба да се искуси секој кој што сака да проба.
па да види како ќе му биде. Да, имаш право тука, затоа што мислам дека многу од потребите на модерниот човек или општо потребите како луѓе, мислам, многу зависат од околината. Некои потреби ги имаш затоа што, живееш во град и мислам дека некојаш градот ти ствара некои потреби кои ти реално ги немаш. Пример, мене, што ми се случува е дека знаеш, кога, пример, во Барселона има многу настани, случувања се и некако градов ти ствара и самата околина притисок дека ти ги пропушташ сите тие работи и дека ти треба тие работи за да си успешен или исполнет. А кога ќе отидеш во природа, можеш, што викаш, може не ти текне на тие работи. Нема да ти текне, може да ги заборавиш дека постојат. Да. Значи ти само мислиш дека ти требаат тие работи. Многу од работите нас ни се наметнати. Ние едноставно треба да се научиме сами да одлучуваме за работи. Не значи како 5 луѓе ти викаат за нешто дека е добро. Може за нив 5 е добро. За мене не значи дека е добро. Да. Че треба да се научиме да бидеме самостални и да искусуваме работи. Во градот често се случува тоа. Например, сите стануваат денеска и викаат ајде на кафе и ти мислиш дека тоа е тоа. Мора да отидеш, а ти одиш на кафе и 1 сат, гледаш дека ништо посебно не се случило, истото беше и вчера и некња и минатата недела. Ама ти си внатре во тој виор и тоа не го приметуваш. Да, мора некако да излезеш, да видиш како зумирана перспектива или едноставно во друг контекст да се најдеш за да ти се смени перспективата. Треба да бидеш искрен со себе, да речеш чеке, се случува ли нешто или не се случува, дали е ова само помодарство или има нешто убаво во тоа. Треба да си бидеш искрен со себе и ќе ти дојдат одговорите. Многу лесно ќе си најдеш после што е убаво, што не. Сам. Да. Што би рекол, на пример, за луѓе што викаат јас сум градски тип, нема шанси јас да обстанам во село или во некој дури помал град. Мислам дека многу луѓе се со таа мисла. Мислам и јас имам размислувано и сум малце во тој дека некако ти треба, не знам, кој ќе се рече некој дека е градски тип, најчесто се мисли дека му треба нешто движење, да иде на кафе со луѓе, да иде по настани. Како гледаш ти на тие градски типови на луѓе? Па да, прво убаво што го дефинираш, да ги да прашам што е тоа градски тип. Значи градски тип е човек што му треба кафе, например, така да пие. Па да. Мислам дека кој ќе ти текне, кој ќе ти се створи потреба некоја, пример, јас се осеќам анксиозно или малце осамено и можам одма на некој да му се јавам и да отидам на кафе или да отидам на некоја случка, на изложба. Некако можда тоа чувство дека не си сам, него во било кој момент кој ќе се осетиш малце загрозено, може да го решиш тоа. Да, таа е таа лажна сигурност што ти ја даваат. Например, кога последен пат си бил на изложба? Добро, јас одам. Само да кажам, луѓето често тоа само го кажуваат. За секој случај нешто ќе ми притреба и го имам во градот. Тоа е таа лажна сигурност и мислам дека е тоа само некоја потреба од човек, не знам, градски човек. Не знам што значи тоа, меѓутоа ги сваќам, градски го поврзуваат со комфор најчесто. Значи, тие луѓе им треба повеќе комфор, во село го нема тој комфор, меѓутоа и во дискомфортот има убавина. Ако бараш дискомфорт, исто може да најдеш убавина. И тие градски луѓе се луѓе кои што никогаш не собрале храброст да живеат во дискомфорт. Која е убавината во дискомфорт? Па треба да пробаш. Треба да пробаш. Например, те страф од нешто, ти го правиш тоа, после гледаш дека немало ништо страшно таму. Слободата, чувството. Пример, те страв од висина и ќе застанеш на карпа. Ќе гледаш еднаш, два пати, ќе се осетиш ослободено. Или те страв да шеташ бос по трева. Ќе пробаш, ќе се ослободиш. И има убавина и во дискомфортот. И ја дури почнав и да го барам тој дискомфорт. Ми нуди многу убаво чувство. Да. Јас мислам исто така дека дискомфортот многу ти помага да се развиваш себе си. Затоа што ти ако цело време, мислам и во градот се збори за таа комфортна зона, треба да излезеш од комфортната зона, едно друго. Меѓутоа се различни начини на излагање. Пример, за многу луѓе излагање од комфортна зона е, не знам, менување на работа или добивање на
некоја позиција во која не ги знаеш сите, Да. не ги немаш сите вештини за таа позиција, а за тебе излагање од дискомфортот е ете, не знам. Немаш Ладна вода да влезеш. Да, во Зимно ладна време вода, да се избањаш, да. Го гледав предизвикот Да, со да. Стефан. Ја тоа го правам секојдневно, на почеток ми било предизвик и мене и дискомфорт, сега ми стана тоа нешто интересно. Меѓутоа луѓето често и се осудуваат да кажуваат работи на база на нивните ограничувања, нивните лимити. Например, неговото ограничување на некој е до таму и он ти го наметнува тоа. Ти вика не можеш тоа да го Не направиш, можеш, оти неговиот лимит е до таму. Да. Може би твојот лимит е поголем. И човек треба да си го истражи лимитот, да не дозволува никој неговиот лимит да му го наметне. На родителите, на околината ти рече не може ти тоа да го направиш. Ти не можеш, остави ме мене да пробам. Можем. Да. Да, тоа скрос се согласувам и многу луѓе мислам дека своите стравови ги проектираат на други луѓе, односно затоа што они знаат дека никогаш не би се осмелиле, ама не ќе ни ти да се осмелиш и ти викаат не, чекај, ти не можеш тоа. Да, те блокира. Затоа што не, можеби не ќе ни можеби знаат дека од тој момент може да се успее, а не ни сакаат да те видат да успееш, да најдеш нешто плюс од тоа они што нашто. Ама тоа е нивниот лимит. Тоа треба да се свати кога ти дава некој совет. Јас кога давам совет, јас давам совет од моето ограничување, од мојот светоглед. Од мојот лимит е до таму. Човек треба сам да си го види лимитот, да оди во природа. Многу градски луѓе кога отишле во природа рекле, колку убаво, па ние не го знаевме, Да. Разбираш и обратно. Во врска со еве модерниот свет и градскиот живот, дали се уште има нешто од кое зависиш од тој живот? Еве спомна добро дека некогаш пример купуваш храна ако ти фали нешто. Меѓутоа кои се тие други работи што ете мора да одиш во град за тоа нешто да го завршиш, освен администрација што пак е нели Не може администрацијата работа. Тоа никако не. Па не знам, немам некои работи што Немаш мора да ги некоја правам, освен некои истражувања ако имам во градот нешто да купам, да се видам со некои убави луѓе, такви работи. Немам осетено некоја потреба да мора да одам било каде. Ние не мора ништо да правиме, на крај. Да. Не мора ништо да правиме. Се си бираме сами. Да. А дали има еве нешто што би те натерало да се вратиш да живееш во град? Односно, не нешто, него пример ако ти може да замислиш идеален град, односно може да дизајнираш еден град, дали како би изгледал тој град за да те натера ти да се вратиш, да живееш? Па ето тој концепт да живееме на поголема оддалеченост сите еден од друг, да имаме заедничко место кај што ќе се собираме и да има многу природа. Значи пак тоа не би било град, затоа што би немало згради на катови, нели? Да, никако згради, да. Да. Пак би било некој вид на село, меѓутоа со помалце Па така бетон. нешто, да, така би можело да живеам. Види во луѓето, например, на денешницата бегаат од своите родители, зборуваат за независност, одат да живеат со 30 непознати луѓе. Што тој момент ја не го сваќам никако. Не можам да живеам со родителите, ќе бидам независен. Одиш некаде кај што треба да плаќаш сметки, нели, плюс сите тие работи, живее со 30 луѓе што не ги познаваш. Да. Исто и тој момент не го разбирам. Го гледам од друга перспектива. Јас го гледам тој момент од перспектива што некогаш треба сам да живееш за да се спознаеш себе си, затоа што кога се родителите до тебе, некако барем македонските родители многу знаат да им одоволуваат на децата. Јас знам еве и одличен пример, јас кога се одселив од нели за за магистратурата во странство, јас тогаш прв пат почнав да готвам и да перам и се, претходно ме чува малце така. Да. Може би повеќе од што требало, ама знаеш кога дојде моментот јас да се одселам, немав никаков проблем. Земав тоа, мислам си се научив се што треба, ама многу луѓе ето до 30-та година не се научуваат да се осамостојат. Мислам дека треба да го одржиме тој контакт со родителите, нели секој има различна врска со своите родители, треба да ги слушаме, да бараме совети од нив, меѓутоа има убавина и во живењето сам, според мене. Да, доколку си сам, доколку не си обкружен со непознати луѓе кои што шират секаква енергија.
Например, јас секогаш би одбрал да живеам со родителите, отколку да живеам со, не знам, перо што слуша било каква музика и вика на соба или било што работи, шири секаква енергија. Од тој аспект, значи, ваа енергија тебе ти годи, не може да те разболи, не може да ти влие негативно. Од друга страна ти одиш живее со 30, 50 непознати луѓе, ти целата таа енергија осеќаш. И многу пати ти се осеќаш неубаво поради комшиите, поради тие до тебе. Стануваш денеска и викаш што ми е денеска, од ништо не се осеќам него. Тој под тебе се кара, вика црка, како се осетиш убаво, ме разбираш? Ти си ја примил таа енергија, а не е до тебе тоа. Исто и тој момент луѓето не го приметуваат. Викаат од ништо не се осеќам, не е од ништо, има нешто во околината твоја. Да. Да, не, се што восприемаме во секојдневниот живот, се ти влијае некако. Се ти влијае, ти не да, си свесен, ама што викаш, соседите кои ќе излезеш надвор, колите, луѓето што ќе ги видиш, значи ако сите се смееа по улица, многу ќе беше различно. Исто и така, да. Некои такви мали гестови некогаш, знаеш, да, некој... тоа мислиме дека е однос. Често не се осеќам убаво, не се осеќаш убаво, си сретнал човек што ти пренел неубава енергија или комшиите ти пренеле неубава енергија. Или општо има неубава атмосфера во околината. И тоа има влијание, тоа е многу честа појава во градот. Луѓето сите да се некако озбилни, да, загрижени. Некако гледаат. Загрижени, да. Секој си тера своја работа. И тоа има влијание, да. И ако би бирал порано би живеел со родителите, од друга страна е многу поекономично, зашто плаќам плюс сметки, нели живееме во свет кој што нема ресурси веќе, ги јадеме ресурсите. Зашто плюс да плаќам данок, плюс струја, плюс вода, плюс сметка за интернет, плюс се. И тоа го викаат независност. Тоа е робство, ти треба да работиш за тие сметки. Да. Треба да работиш, треба многу пари да дадеш. Баш обратно, ти стануваш помалце независен кога се селиш од родителите. Стануваш зависен од системот, а не зависен од родителите само. Ако бидеш реален. Освен ако немаш некој фонд голем па да ти дадат пари, да не треба да се замараш. Ама ако треба да ги плаќаш тие сметки и да работиш, ти не си независен. Ти си многу зависен само од... тоа е прикажано многу романтично. По филмови, по сите тие работи, мислиме дека е кул, мислиме дека е супер. Да. Има да се дискутира на тема, мислам, комплексна. Да, ја имам друг поглед за тоа на вие работи и секогаш убаво да си има различен поглед. Не викам дека сум во право ја или било кој, едноставно тој е тој поглед. И убаво да има различни погледи, па да видиме што ќе испадне. Да. Се што ќе те замисли барем малце, мислам дека е... Да. Добро. Нешто ќе изроди од сето тоа, да, ќе изроди. Да. Ќе израти нешто. Сега ти, освен, нели, што живееш во природа, промовираш таков тип на живот, исто така си активист, односно имаш, се вклучуваш во движења, протести или креваш свест за некои проблеми. Па, бидејќи немаме многу време да зборуваме на темава, сакав накратко да те прашам како, односно, дали имаш размислувано како може да се привлечат повеќе луѓе да се грижат за природата или да се приклучуваат на тие движења, затоа што многу луѓе нели сметаат дека ние ништо не можеме да смениме како поединци. Да, види, тоа многу често го слушам. Сега последен пат имавме протести организирани на Кара Камен, кои што беа протести на кои што бевме присутни 20-30 луѓе и кои што успеавме да издействуваме да прекинат со копање на Кара Камен. Чи фирма огромна, истото го слушам секаде, че не треба, едноставно човек треба да се уклучи во нешто, не треба да размислува, а не треба однапред да биде припремен да се откаже. Значи луѓето уште не тргнале да протестираат за нешто, спремни се откажат. Да. Нема да успее. Јако одевме во Прилеп, им кажуваме купувам тос и ни викаат што правите вие од Велес, викаме организираме протест. Џабе вие. 5 души се дошле тука. И сега кога таа фирма прекина да копа, кога се повлече, сите се чудат. Како викаат? Едноставно нема равенка. Пробав. Сме успеале. Истото се случи на Кожув, хидроцентралата, запра да се гради се повлекува од таму. Значи, самата активација, самата енергија ќе спречи. Не треба, тоа е мит дека треба 500 луѓе, дека треба 5000 луѓе. Не, треба само да бидеш решен. И треба да шириш убава енергија. Ние на Кара Камен организиравме протести со песна само. Никакви други. Значи, секоја сабота одевме таму и организиравме концерт на отворено. Ништо повеќе. Се собиравме и си пеевме таму. И ете, беше успешно тоа. Само тоа треба, че човек да се осмели и да биде спремен да не се откаже, да не вика однапред ќе се откажува, а не знае како ќе биде. Да, некак
мислам ги сваќам и тие луѓе така што размислуваат. Јас не ги сваќам. Не знам зошто. Не Ги кажам што ги сваќам сваќам. до одреден степен, меѓутоа затоа што ги виделе само неуспешните. Мислам дека кај нас многу акцент се става на тие неуспешни случаи, знаеш, као еве отишле овие на протести, не успеало, ама пример еве овие ти што ги спомна, успеале, меѓутоа никој никаде не ги спомнал. И баш ние тоа што Па за што не се сакаме, тоа е заразно да не се расшири, Да, значи тие да. големи компании што го прават тоа, тие неќат луѓе што размислуваат со свој ум. Да, Неќат да им се бунат луѓе, да им викаат оти копаш ваму, сакаат слобода. да. И луѓе што ќе климаат со главите, исто тоа го направија во Африка и сите континенти. Така со освоени тие континенти со луѓе кои што само климаа и се им прекопаа, се им уништија. Да, дури читав дека не знам сега пред колку години, ама имало организирано од некоја голема компанија, мислам дека беше за нафта, како цела пиар кампања, каде што баш направиле како цела кампања дека што и да правиме нема ништо да се смени, самата таа негативност ги во која слушаат се као па да, ништо ги парализира луѓето, значи да. луѓето се чувствуваат парализирани, не го прават тој прв чекор, значи направил тој прв чекор, па и сам да си. Побуни се, нека се знае на чија страна си, ако не друго. Не мора да има успех. Доста е да кажем јас сум на страна на природата. Вие уништуваат, јас не сум со вие што уништуваат. Доста е ти да се ставиш на таа правилната страна. Не мора да има успех, не мора да има 5.000 луѓе, 50.000 луѓе, едноставно универзумот да со себе дека ете на универзумот да знае на која страна си. Универзумот да знае таа енергија, да знае ти на која страна си. Тоа е само потребно. Ништо повеќе. Се согласувам. За крај, бидејќи ни привршува времето, сакам да те прашам, еве малце да сумираме се, како оваа промена ти што ја направи пред колку рече десетина години, како влијаеше на твоето целокупно гледиште, односно на твоите вредности, како тоа го гледаш, како го гледаш светот? Па многу позитивно влијаеше на мене затоа што почнав да ги ценам сите мали работи што ги имам. Ете што кажа ти за минимализам, мене најубаво ми беше најубава одлука кога се решив да немам толку работи. Кога ги отфрлив сите работи, ги подарив, ги раздадов, се осетив ко товар да ми падна и се осеќам многу полесно едноставно. Растеретено и лесно се осеќам. Накратко така се осеќам, многу лесно и мислам дека позитивно ми влијаеш. Ама си зборувам сам за себе, треба некој да каже што ме познава. Како гледаш твојот живот во наредните години? Дали еве имаш некакви аспирации, можеби сакаш да, не знам, да доградиш нешто или нешто да научиш? Цело време градам, оти нели кој ќе заврши со куќата, завршува животот, нели нема да се што да живееш. Цело време градам нешто. Цело време имам некои нови активности, цело време се трудам да бидам активен и така го замислувам животот, значи да бидам активен, да бидам свесен и да давам позитивен пример пред се. Значи да послужам за пример доколку можем. Да влијаам на луѓето преку пример. Тоа се моите соништа. И да сонувам секако, да не се и сите да сонуваме, да не се откажуваме, да. Ти успева тоа да бидеш позитивен пример уште од сега, така што верувам дека во иднина ќе биде уште по-добро. Се надевам, да. И се надевам дека и подкастиве и секде кај што те викаат луѓето ќе дознаат повеќе за тебе и за твоите размислувања, бидејќи навистина барем нас, иако сме навлезени веќе во таа шема, јас и Сара, дополнително ни даваат мотивација да истражуваме, да се себе истражуваме и ете да гледаме некој пример дека Па мора да имаме пример да земаме од некој. Јас земав некој од пример, некој зема од мене пример, некој зема од вас пример. Едноставно така функционира светот. И мора да даваме позитивен пример. И секогаш ќе има некој што ќе земе од нас, дали добро, дали лошо. Да. Фала ти, Димче, за се што сподели денес. Се надевам дека наредниот пат кога ќе се видиме ќе биде во твојот дом. Јас баш би сакала да видам во живо како изгледа тоа место и да ја осетам енергијата и да им покажеме и на луѓето одблиску се што ти имаш создадено таму. Да, ви благодарам и вас и за вашиот активизам и добре дојдени сте. Повелете во секое време. Ви благодарам. Се гледаме во наредна прилика.